Добар ден, се викам Наталија и сакам да ве поканам да се прошетаме низ мојот роден град. Добре дојдовте во Санкт Петербург. Санкт Петербург е еден од најголемите градови во Русија. Царот Петер го основал градот во место каде реката Нева се влева во Балтиското море. Затоа во градот има многу канали, мостови и голем дел од градот се простира на острови. Еве и сега се наоѓам на еден од островите, кој што носи име Зајче. Токму тука, на овој остров, во 1703 година, царот Петер почнал да си го остварува својот сон и да гради собствен парадис. Така Петер Велики го нарекувал Петербург. Тогаш ово име Петербург на германски начин го носила тврдината, која се смета за првата градба во градот. Не е случајно дека изградбата на градот почнува од тврдината, затоа што во почетокот на 18 век Русија учествувала во Северна војна со Шведска и ова место имало големо значење за Петер Велики. Во центарот на Петропавловската тврдина била изградена позната црква Свети Петар и Павел, која дори до 2012 година беше највисоката точка во Санкт Петербург. Црквата е позната по тоа дека токму тука биле погребени скоро сите руски императори, почнувајќи од Петар I. Попознатиот бронзен конјаник, споменикот на Петар I во Петропавловската тврдина е вториот најпопуларен споменик на Петар Велики. Скулпторот Михаил Шемјакин направил споменик многу невообичаен. Неговата висина е скоро 2 метри, додека скулпторот намерно ги наруши пропорциите на телото на царот и главата на Петар му остана многу мала. Тоа е затоа што главата е направена по смртна маска на Петар Велики. На територијата на Петропавловската тврдина можете да видите повеќе различни статуи на зајце, што е поврзано со името на островот. Една од најпознатите статуи на зајакот се наоѓа кај Петровската порта. Таа е позната по тоа што може да ви донесе среќа или да исполни вашата желба. Со услов дека ќе ја фрлите паричката и паричката нема да падне во водата, а ќе му остане на зајакот. Ако дојдете во Санкт Петербург, најтопло ви препорачувам да се прошетате до плажата на Петропавловската тврдина. Тука од една страна можете да го избегнете градскиот метеж, а од друга страна да уживате во навистина неверојатна гледка.